Уште едно новогодишно издание на Ексклузив. Токму вечерва сме гости во Скендеровски продукција и личноста која што дефинитивно ова измината 2022 направи музичка експанзија кога станува збор за музичката сцена во Македонија. Се работи за Бојана Скендеровски, незината нова песна Ми треба на промоција токму вечерва, токму овдека во Скендеровски продукција. Одима. Не, јас не сум добра вила, никогаш и не сум била. Лошо си ме проценил, со друга си ме заменил. Слободна сум своја жена, родот машки не го ценам. Често сум изјавила, имам своји правила. Но уште една шанса ти давам, зашто си ми рак. Ми треба со дела да ме сакаш, сто ружи на помак да ми праќаш. Нека лаги глума не бера. Ми треба со дела да ме сакаш, а пијан кај други да се враќаш. Кога веќе добро јас те знам, заиграј на карта вистинска. Ново издание на Ексклузив и на наше обострано задоволство сме во гости во Скендеровски продукција, односно за една убава и вистинска причина. Разговарам со жената која што дефинитивно периодов работеше долго на она што се вели вистинска музичка, односно македонска музичка сцена и вистинска музика од срце и од душа направена, токму заедно со Бојана Скендеровски. Добре ми дојде, најпрве. Добре ми дојдовте, добро ве најдов. Драго ми е што сте тука на мојата промоција, на мојата нова песна, ново видео. Се радувам на вакви настани, особено што во ова време некако се изгубивме, заборавивме да се дружиме и драго ми е што ќе соберам толку многу луѓе на едно место за да промовирам она што најмногу ми е на душа и срце, тоа се песните. Така, јас некако кажав и на почетокот дека навистина од душа и срце, како што кажа, го правеше сето ова што еве и сега излегува повторно со една нов сингл Ми треба. Меѓутоа, еве, бидејќи прв пат излегуваш пред камерата на Джингл телевизија, морам на почетокот да направиме една кратка ретроспектива, затоа што навистина будно те следевме и навистина овој период го искористи некаде од почетокот, нели, односно крајот на ковидот, односно и тие карантини, со нешто што дефинитивно се вели ја размрда музичката сцена во Македонија. Па тоа беше идејата, навистина после да речеме короната и во текот на короната и од кога некако завршија моите фамилиарни обврски, односно се намалија да речеме за моите деца, јас решив да се посветам на музиката и не да биде тоа кампањски, да се онака изразам жаргонски, него решив да го правам тоа малку посериозно, да работам на поголем материјал и инветив на мојата публика од кога ја извадив Круна дека се враќам дефинитивно на сцената и дека ќе им подарам многу нова музика. Драго ми е што полека се враќам на местото на кое што бев пред 10 години, кога бев многу актуелна. Се вратив на настапите, меѓу публиката сум и верувај, некако работите си доаѓаат на место, сите коцки некако си се местат како што треба. Некако си во формата која што практично и најдобро се чувствуваш ти, односно музиката, некако тоа ти е првата љубов покрај она водителските. Јас, Марко, знам и често да кажам дека друго нешто и не знам да работам, иако нели имам и неколку други да речеме професии со кои што се занимавам, но музиката ми е мојата прва љубов и на таа сум максимално посветена и дефинитивно ми фалеше многу, од оправдани причини не можев да бидам толку активна, ама сега ветив дека нема застанување. Така, и сега морам да напоменам некако во позитивна смисла, ќе те споредам со оној милост прв кој го слушнавме во твојата песна Круна со музиката на Каролина Гочева. Односно некако ни беше познат тој ритам кој што е многу добар изработен и тоа е токму твојата соработка прва со Николче Мицевски. Да. И навистина остави една убава Круна која што ете ќе трае верувам се уште и покрај таа веќе излегува и оваа нова Ми треба. Кажи ми најпрвен како дојдовте до соработката со Николче?
Па Николче ми е мој драг пријател, јас многу го почитувам она што го работи, навистина е виртуоз во таа област на музиката и навистина сакав да малку експериментираме, да направиме нешто што досега можеби не сум го правела, затоа што секој музичар има фази нели во својата или артист има фази во своето творење и беше толку природно нели пред 15 години да пеам во Дилема, сега да пеам Круна, па еве сега доаѓа и Ми треба, која што ја работев со Саша Милошевиќ Маре, така да веројатно зрелоста, искуството, новото време налага и некои нови правци кои што ние треба да ги следиме, а веројатно и сензибилитетот ми е сличен на тој правец во кој што се движам во моментот и затоа убаво се снаоѓам, убаво ми е додека го пеам тоа и веројатно и натаму ќе продолжам. Така, сега на некој начин твоите колешки со кои разговаравме некаде во првите изданија на Ексклузив, Јована Стојменовиќ и Ведрана, која што е дел од оваа приказна во Ми треба, зборувавме за тоа како музичката сцена за жал во Македонија е на едно за жал да речеме некој лошо ниво, меѓутоа еве ти си еден огромен пример затоа што во рок од една година ти направи буквално една музичка експанзија на музичката сцена. Од каде таа инспирација? Навистина премногу песни издаде, веќе комплетираше еден албум. Идејата е потекнува таму што долго време направив пауза и навистина морав да направам многу повеќе за да нели се вратам посериозно и затоа се издадоа 4 песни само во една година, што мислам дека дури можеби и не е доволно, затоа што на публиката и фалеше мојата музика. За да јас се приближам кон нив, навистина треба да им подарам нов материјал, нови песни и ветувам дека тука и не застанувам. Следната 2023 ќе биде со уште неколку композиции заокружена и се надевам на еве ексклузивно за вашата телевизија дека ќе направиме еден голем концерт ова време наредната година. Ете, некако и ова нека биде најава за она што следува од Бојана. Веројатно ќе сте ми среќа. Апсолутно, се надевам и некако овој почеток, бидејќи дојдовме некако и пред почетокот на ова цела убава вечер која што ќе се случи тука. Ја спомна соработката со еден сериозен композитор, музичар, кој што доаѓа од Србија, кој што за јавноста е многу добро познат. И многу ни е драго што те видовме и во српската јавна сцена, односно на едно од телевизиите национални, каде што имаше ете на некој начин и представување на нашата земја со твоето име и презиме. Кажи ми каква е соработката со Маре и еве на некој начин и оваа песна нели ќе биде и во српска верзија како што разбравме. Па Маре е еден прекрасен човек, пред се господин, еден огромен професионалец, многу плоден автор кој што ги има напишано едни од моите најомилени композиции, да речеме од балканската сцена. Мене ми е огромна честа што соработувам со Маре затоа што не дека не ги ценам македонските автори, но мислев дека ми треба можеби некоја свежина, можеби малку отварање на хоризонтите, да видам како таму се работи. Восхитена сум од тоа како професионално тоа изгледа таму. Со Маре сме сега веќе и добри пријатели, тој го запозна мојот сензибилитет, мојата енергија и мислам дека го погаѓаме тоа што е вистинското. Значи мириса на Балкан малку во музиката, го имаме Балканот, она што ни е нас некако врежано. Имаме и модерен ритам и некако тоа се склоп на неколку работи кои што ветуваат успех. Јас навистина сакам да соработувам со професионалци, затоа што многу работи можат од нив да се научат. И ми е драго што и понатаму ќе имам прилика да соработувам со него, ветуваме уште многу песни. Да, по она што го слушнав како кратка тизер најава од Ми треба е дефинитивно нешто што мислам дека вака во овие новогодишни празници кои што ни следуваат, навистина ќе биде лудило едно музичко кое што ни следува и пред самиот крај еве да ги напоменеме и тимот кој што заработаш, односно ово е навистина еден убав, ќе го наричам селебрити спот. Па да. Затоа што така, повели. Не беше идејата дека мора да бидат само селебрити, но многу од моите драги пријатели на естрадата навистина сакав јас лично да ги видам во една друга улога и мислам дека се има толку убава енергија носат во себе што ќе ми само ќе ја дополнат енергијата на спотот. Морам да ги споменам, тие прифатија со огромно задоволство, навистина со огромно задоволство прифатија. Тука се Маријана Станојковска, Ведрана Ѓорѓевиќ, Зоран
Иван Љутков како актер, Миле Кузмановски, Ферус Мустафов, Мики Црнокрак, Александар Васовски, фудбалерот, сега тренер во Вардар и во многу други клубови. Тука беа моите другарки Ива, Јелена, Вики. Навистина една убава екипа која што ние прво се забавувавме докато го снимавме спотот. Да, интересна приказна има спотот. Навистина секој се најде убаво во својата улога и уживав додека го работев и се надевам дека во иднина ќе имам прилика повторно да снимам со многу мои колеги, затоа што убава е кога има многу интересни фаци во едно видео. Така, тука и Ферус некако тоа ќе биде. Да, интересно ќе биде, малку ви звучи чудно, малку измешано, но кога ќе го видите видеото ќе сватите зашто станува збор. Така, направи прекрасни композиции оваа година и јас можам слободно да ти кажам дека имаше една плодна убава година со оглед дека ни следува оваа 2023 и она што го остави оние стихови кои што верувам дека ќе се слушаат долго и по македонските радиостаници, вклучам тоа е целта и како што кажав, навистина направи една убава музичка експанзија овој период за македонската јавност на нели драго срце на сите нас. Ти благодарам. Така. Благодарам Марко што сум дел од вашата преубава емисија. Јас на сите ваши гледачи им посакувам среќна нова 2023. Останете ми во добро здравје, чувајте се, сакајте се, занемарете ги лошите вести и живеете го животот онака обкружени со позитивна енергија. Така, ти благодарам многу на одвоеното време и се гледаме нормално. Еве, нека биде ова, како што кажавме, најава за она што следува. Нормално и многуте песни во иднина, меѓутоа и оној убав концерт кој што се надевам дека ќе биде ќе се случи и дека ќе привлече огромен интерес и од македонската јавност. Ајде да уживате на коктелот. Не сум добра вила, никогаш и не сум била. Лошо си ме проценил, со друга си ме заменил. Слободна сум своја жена, родот машки не го ценам. Често сум изјавила, имам своји правила. Но уште една шанса ти давам, зашто си ми рак. Ми треба со дела да ме сакаш, сто ружи на домак да ми праќаш, нека млаги глума не бера. Ми треба со дела да ме сакаш, а пијан кај други да се враќаш. Кога веќе добро јас те знам, заиграј на карта вистинска. Сум твое злато, може си го сгрешил патот. Немој да се излажеш, друга ти да заведеш. Бојан е едно наше македонско креативно, трудолюбиво срцоленце која работи. Значи работи за една година успеа 4 веќе песни да лансира. Сметам дека е добар поттикнувач, мотиватор да почне македонската естрада малку да работи повеќе колку се може во овие услови. И она што е најдопадливо е како една учителка, не сум експерт за музика, е токму овој момент, незиниот ангажман и труда да направи еден спот интересен, се лепи за уво. Јас сум сепак после не сум, морам да признам за неја, нели, како ги викаат, песни кои се комерцијални, но
она на прв слух што може да фати, мислам дека ова песна баш повеќе ќе се слуша, особено сега пред Нова година и можеби ќе лансира негде надвор од македонските граници. Во секој случај од срце и се радувам кога работи нешто, се радувам на секој наш естраден уметник кој знае од својот талент, од својата дарба да направи креација на која што ќе се радуваме. Значи мириса на Македонија, мириса на македонски феминизам, убави жени во спотот и сето тоа е спакувано, филмски онака направено и за поздрав. Секоја работа е за поздрав. Честитки на Бојана, прекрасна песна, прекрасен спот и македонската и српската верзија. Јас со Бојана имам растено како мал со нејзини песни, кога почнувал она, јас сум бил многу мал, ептен дете, така да имам растено со нејзините песни и сега сме колеги, приватно се дружиме, се сакаме ептен, така да е само хитови посакоми, само убавени во кариерата. Mi treba sodela da me sakaš, sto ruži na pomak da mi praćaš, neka mlagi gluma ne vera. Mi treba sodela da me sakaš, a pijan kaj drugi da se vraćaš, koga već je dobro ja te znam. Zaigraj na karta bistinska. Nikad nije kasno da se ljubi strasno. Aha, aha. Dogod srce bije, u njemu se krije vrele ljubavi. И во ексклузив на Jingle TV, ексклузивно можам слободно да најавам дека во продолжение разговараме исто како што најавивме Бојана, Саша Милошевиќ Маре добро позна за и македонската публика токму поради шоуто кое што го гледаат, апсолутно преку шоуто кое што дефинитивно руши рекорди на гледаност и со она кое што покажува и докажува дека никогаш не е доцна. Навистина зборот кој што дефинитивно некако е прва поврзано за вас и вашето име и презиме и некако и она председател, некако кога ќе помислат луѓето, токму помислат на вас. Добро вечер и добродојавте во Скопје. Dobro večer, bolje vas našao. Drago mi je ako je to tako, pošto sam ja jako ponosan što učestvujem u šovu koji se zove Nikad nije kasno, ukoliko je to nešto što se dopada ljudima u Makedoniji, ja znam da je to tako. Drago mi je što me ljudi znaju eto i po toj ulozi. Tako da... Морам да потенцирам, ова е на некој начин веројатно и прва соработка со македонски изведувач. Еве, случај да ми откриете и со кого освен со Бојана, некако еве привлече внимание Бојана со овие песни кои што сега излега. Sa Bojanom je druga pesma, ovo je već druga, ali u principu biće saradnje sigurno sa makedonskim pevačima, pošto ovaj prostor, svaki od naših prostora, da kažem, je isuviše mali za ozbiljno bavljanje muzikom, tako da morat ćemo umeđu vremenu da počnemo da sarađujemo malo više i na tamo i na ovamo. Така, јас морам да искористам и оваа прилика, најавија и на промоцијата, меѓутоа добро познат се покрај она што го кажав и како никад не е касно, автор на хитот кој што дефинитивно ја освои европската публика и светска молитва, песната на Марија Шерифовиќ. Тешко ли е деценијски или колку години треба да се случат за да се случи еден хит, со оглед дека поминаа веќе скоро деценија чинам од учеството на Марија Шерифовиќ и таа дефинитивно една експанзија што се случи и нели победа на Марија со вашата Pa 15 godina je prošlo, tačno 15 godina, ali ne znam da ćeš mi verovati, ja kad sam se vratio iz Helsinkija sam prestao da razmišljam o toj pesmi. To je normalno kod svakog autora da već razmišlja o sledećoj pesmi i da pokuša da sa svakom sledećom pesmom da nešto novo, da ne kažem i bolje. Teško je ponoviti taj uspeh jer Eurovizija nije samo takmičenje muzike, zapravo ne znam kako bi se muzika i takmičila, ali ajde, ona je stavljena u neku formu takmičenja, prezentovanja, pre svega muzičkih scena država koje se takmiče u tom takmičenju. Te godine je molitva bila ta kod koje se to, što kažu, zakačila se pobeda na nju ili ona na pobedu se svejedno i to je teško ponoviti, ali to nije nikakva garancija da je to pesma koja će ostati, primjera radi, iza mene kao pesma koja je obeležila moj stvaralački rad. Tako da svaku novu pesmu koju radim ja prilazim upravo na
način kao da je to ta koja će biti najvažnija kad mene jednog dana više ne bude. Така, а дали еве чувствувате некоја тежина особено на нели оваа балканска сцена, особено во Србија, како еден автор на ваков хит по таа голема победа дека дефинитивно очекуваат од вас секој пат хитови или сепак некако се носите со таа големина што ја имате направено преку музиката? Pa mnogo puta sam opravdao očekivanja. Sad nije to samo ni do autora, to je nešto što ljudi trebaju da znaju. Dobra pesma, odnosno veliki hit ili veliki uspeh podrazumeva čitav niz jako dobrih trenutaka, znači od samog teksta, muzike, aranžmana, produkcije, zvuka, do vrlo važnog dela koji se zove pevač i koji se zove marketing. Znači da to zaista ima prilike da dođe do krajnjeg korisnika, odnosno slušalca i gledalca sve više, tako da ukoliko nismo sve to zadovoljili, pesma danas nažalost nema neku šansu da uspe. Često se ne desi da su svi elementi tako podešeni, zato nemamo tako često hitove, ali ja ih imam dosta za jedan moj vek koliko sam do sada radio, ali ono što mene lično ohrabruje i što me inspiriše je to što mi je sa godinama učinak sve bolji i bolji. Така, верувам дека Бојана ви е пример за еден од многуте изведувачи од Македонија кои што навистина докажа и покажа дека имаат и квалитет, меѓутоа и знаат и имаат онаа звезда во себе, некако гранд продукции се тоа што вие го правите заеднички, некако е целта да промовирате музика освен во Србија и регионална, меѓу кои и македонските надпреварувачи. Ќе искористам приликата бидејќи прв пат правиме интервју, да кажете ми какво ви искуството сите овие изминати години, никад не е касно, веќе е бренд емисија во Србија, меѓутоа и во регионот. Македонски изведувачи има доста кои што доаѓаат, веќе истакнати, меѓу кои Огнен Здравковски и други, меѓутоа кажете ми каква е вашата гледна точка во однос на верувам дека ова прашање веќе ви е поставено, меѓутоа иднината околу македонската музичка сцена сепак можеме да потенцираме дека под Тоше Проевски некако сепак Македонија за жал некако отиде во некоја можеби друга насока од она што се случуваше. Еве, тука се и звездите на гранд секако нели како начин на промовирање. Каква е вашата замисла во однос еве како еден голем автор на македонската музичка сцена во Pa u Makedoniji, evo konkretno kad je nikad nije kasno u pitanju, nekako mi znamo kad kaže čovek ja dolazim iz Makedonije, to je nekako već 50-60% mi znamo da je odličan pevač. Kako, u čemu je reč, nismo do sada utvrdili, ali dobro, to je staro poznato da su Makedonci ekstremno talentovani kad je muzika u pitanju. Sad, pomenuo si Tošeta Proevskog, zaista Toše je ostavio neizbrisiv trag i nažalost prerano nas napustio, ali postoji dosta ljudi u Makedoniji koji su i tekako značajni i u tom autorskom i u tom izvođačkom smislu, tako da ja sam za povezivanje i stalno to ističem zato što smo ozbiljno uskraćeni ukoliko nemamo uvida u realnu makedonsku scenu, isto kao što kad Makedonija ne bi imala uvida u scenu iz Srbije, Hrvatske, uopšte Bosne, kažem, to je nekako taman prostor, sve kad cepkamo je malo. Tako da mislim da u ovo vreme digitalizacije ima i dobrih stvari, što izvođač iz Makedonije mnogo lakše može da dopre do korisnika u Srbiji, u Hrvatskoj i tako dalje. Mislim da je Bojana zaista neko ko ima pre svega sjajnu energiju, ima sjajno okruženje oko sebe, ona je vrlo specifična i mislim da njeno vreme zaista tek dolazi. Така, тој ми беше некако и последното прашање за Бојана, она што вие го мислите, верувам дека Бојана ова ќе го гледа додека го разговараме. Еве пред самиот крај какви се плановите понатака? Ова е дефинитивно хит во најави, она што го слушнавме овдека, огромни пофалби директно кон нас. To kaže momak tvojih godina, znaš, to je važno jako, jer mi kad radimo muziku ne radimo samo ono što se nama sviđa. U ovom slučaju se to poklopilo i nama se sviđa se upravo i mlađim ljudima, poput tebe, tako da se ja iskreno nadam da će njen trud pre svega, onda i nas ostalih, da se isplati, da bi upravo imala ona motiv da napreduje dalje. Nisam bitan ja sad kao da ja budem taj koji mora da radi sa njom, ne, nego mislim da je jako dobro za makedonsku muziku da ima promotere upravo u pevačima koji su spremni i dvojezično da nastupe i što se kaže ona uvek uradi na makedonskom, to je uslov broj 1, to se zna, ali uradi se i verzija konkretno, evo
imamo dve srpske verzije za ove dve pesme i to je jako dobro. Dosta ljudi je mene u Srbiji pitalo za Bojanu zašto je nema, zašto... Ok, mislim da je sad vreme da je bude sve više i da se jednostavno otvori to što treba da se otvori, ta vrata. Веруваме на драго срце на вашиот заеднички успех што ќе го постигнете и се надам се гледаме на можеби во Србија на еден следен успех и регионален нормално на Бојан. Ja se iskreno nadam da ću ja lično što češće dolaziti u Makedoniju, ali zaista se ovde osjećam kao da sam došao kući. Eto, to je bukvalno tako. Благодарам многу. Hvala vam puno. Јас сум Бојана Скендеровски. Dobro večer, ja sam Saša Milošević-Mare. Вие гледате ексклузив на Jingle TV. Vi gledate ekskluziv na Jingle TV-u.